Планинарот Висогорец, доктор Златко Јакјовски, кој е член на Скопскиот планинарски клуб H2O, неодамна се искачи на четвртиот највисок врв на светот, Лотце, кој се наоѓа на Хималаите на надморска височина од 8516 метри. Ова е втор врв над 8000 метри кој Јакјовски успел да го искачи досега. По успешното искачување на највисокиот врв на светот, врвот Монте Еверест минатата година. Доктор Јакјовски, неодамна се вративте од вашата последна експедиција, успешно го искачивте четвртиот највисок врв на светот Лотце. Секој искачување е предизвик за себе и носи поинаква магија, поинакви искушенија, тешки, но и незаборавни моменти. Што беше карактеристично овој пат за искачувањето? Добар ден од мене. Значи, карактеристично за искачувањето на Лотце е што последната делница, всушност од Лотце камп, кој што е негде на 7700 метри до самиот врв, е една многу навистина тешка и захтевна вертикала, негде околу 70 степени нагиб, каде што вие во континуитет сте врзани за фиксно јаже и по тоа јаже се качувате буквално без престан. Убавата работа беше што овој кулуар оваа година беше покриен со снег, за разлика од други години каде што е мешавина од камења, карпи и снег, така да искачувањето одеше многу полесно. И тоа е еден бескраен пат кога вие се мислите дека ќе го видите крајот, а всушност крајот го нема. Дури после негде 6,5 часа вие ќе го видите врвот Лотце кој што се наоѓа скроз позади од левата страна на кулуарот. И кога мислите дека сте се искачиле, вие доаѓате до еден зид од околу 30 метри на вистина на сурова карпа, која што е со уште поголем стрмен нагиб. И тоа се всушност последните напори што треба да ги дадете, каде што повторно се врзувате на фиксно јаже и на крај сте на врвот на Лотце. Сум гледал видеа порано пред да се качам како изгледа тоа да застанеш на врвот на Лотце и не ми беше јасно зашто луѓето секогаш се наоѓаат под некои аголи искривени. Всушност врвот на Лотце е само рап, нема плато и можат максимум да застанат само две лица. Нормално значи да се фиксираат за јаже кое што е веќе таму поставено со цел да не се слизнат. И престојот е многу краток заради тоа што и други искачувачи планинари чекаат вие да се симнете да може тие да се качат. Убаво искуство, четврти највисок врв во свет е 8000 сепак е. Ваша втора 8000. Моја втора 8000, респектабилна висина, заради тоа што знаете над 8000 е веќе зона на смртта, dead zone, каде што вие сте негде ни на небо, ни на земја и покрај вашите психофизички способности, тука голема улога игра и среќата, околностите кои што се случуваат тој ден, временските прилики или неприлики. За среќа оваа година, за разлика од лани, кога имавме едно страшно невреме со многу сериозни последици по нас на целата експедиција што бевме на Еверест, оваа година имавме снежно време, магливо време, но за среќа со минимален ветер, точно јас дента кога се качував. Така да и на самиот врв извадив ракавици, имав можност да направам неколку видеа, трнав маската без кислород, значи можев да зборам. Во некој разумен временски рок од минута до можеби нека било и 2 минути, за да не дојде до смрзнување и некои посериозни последици. Практично вие бевте единствениот што успеавте да се искачите од сите членови кои што тргнаа на оваа експедиција. Па да, оваа експедиција беше организирана од Asian Trekking, со тоа што имаше регистрирано 8 искачувачи за Еверест, 4 за Лотце. Од тие 4 што бевме, само јас си искачив. Двајцата беа скајранери од Америка, кои што има поинаков пристап, односно тие сака без кислород да го истрчат од базен камп до врв на Лотце и назад. За жал не успеа заради лоши временски неприлики и се вратија од камп 1, а третиот искачувач за да исцрпено стоење се ни обиде.
Сите кога зборуваме за овие експедиции, никако акцентот го качуваме на искачувањето до самиот врв, но сите што се занимаваат со планинарење и со високогорство знаат колку многу е опасно и напорно и колку е важно и симнувањето од врвот повторно назад до камповите. Да, точно, значи наголем број на несреќи при вакви некои експедиции или слични со посериозна надморска висина се случуваат при спуштање и заради тоа треба секогаш да се истемпира добро времето кога ќе се трне од прилика, кога ќе се качи самиот врв и кога ќе се спуштите и за колку време. При тоа треба да се води внимание на вашата психофизичка спрема, но исто така и на временските услови, заради тоа што таму временските услови треба да се следат и вие треба од прилика да планирате 3 добри дена. Значи, еден ден да се качите до последната точка од каде што ќе го качувате врвот, искачувањето и симнувањето. И навистина треба добро да се истемпират сите овие параметри за да не дојде до несакани последици. Јас конкретно тргнав касно, заради тоа што во текот на ноќ имаше многу лошо време. Тоа беше една тешка меќава со јак ветар, со големи снежни наноси и всушност мислевме дека нема да тргнеме тој ден, односно таа вечер, но одеднаш негде пред 4 часот наутро добивме известување дека треба да тргнеме и дека само во таа зона каде што се наоѓаат Лоце камп и Саут Кол, тоа е 4-тиот камп на Еверест, е ветерот, дека 100-200 метри над таа висина ветар нема. Со скептицизам тргнавме, но наистина само што ги качивме тие 100-200 метри, горе беше речи си мирно, значи со минимален ветар, што навистина ја олеснува работата, заради тоа што колку и да е ладно ветерот ја дуплира таа минимална температура. На врвот беше минус 26 степени. Но бидејќи немаше ветар, ние тоа речиси да не го осетивме и спуштањето по мене беше многу бавно, значи јас се качив многу брзо, буквално бев лепенка до самиот Шерпас, но му кажав, извини Биркач, така сика Шерпасот, ќе одиме надолу, но многу внимателно, заради тоа што прво сте изморен, друго е многу стрмно, како што кажав, но исто така и чизмите што ги носите се не баш толку комотни и при тоа спуштање се трпат одредени трауми на стапалото, на подколениците и така натака и мора да вистина да го издржите и да го надминете и тој психички момент дека ќе имате болки при спуштањето. Спуштањето беше од 8516 до 6700 метри. Значи се спуштивме надолу во еден здив, Лоце камп, камп 3 и се спуштивме во камп 2 негде околу 9-10 часот вечерта бевме веќе на безбедно. Овој професор, доктор по судска медицина, има пред себе уште еден голем предизвик, кој се нарекува Seven Summits Challenge, а целта е да се искачат 7-те највисоки светски врвови на 7-те светски континенти. Кои се вашите следни планови и предизвици? Пред одреден број години, ако не се лажам 2014 беше кога го започнавте оној проект што го посакуваат да го остварат сите високогорци, 7-те врвови, да, кои што ги опфаќа 7-те највисоки врва на планетата Земја, од кои што вие веќе имате 5 искачено. Па секако сакам да го завршам тој проект Seven Summits. Ми остана Винсон, тоа е највисокиот врв на Антарктикот. За жал тоа е прескапа инвестиција. И во овој момент, значи, треба да поработам малце повеќе на тој финансиски менеджмент, да успеам да го обезбедам и да тргнам кон таа авантура и бидејќи Карстен пирамид во Индонезија е затворен заради политички и локални превирања, последните неколку години, најверојатно како алтернативен врв ќе се оди во Австралија, кој што е 2500 кусур метри и сега веќе е признат заради тоа што нема друга алтернатива да се искачи 7-ниот континентален врв, кој што па и сепак Австралија е континент и таму е највисокиот врв. Секако дека предизвик ми се Хималајските планини во овој момент, кои што мислам и во најскоро време да продолжам да ги реализирам. Пак ќе кажам се зависи од поддршката на општеството, на пријателите, љубителите на овој спорт за поддршка на вакви експедиции
и секако менаџирање со време, заради тоа што овие експедиции се и временски захтевни и вие буквално треба да ги изменаџирате сите работни, семејни, приватни обврски за да може да трнете кон една ваква експедиција. Се надеваме дека тоа ќе биде многу скоро, можеби дури уште оваа година, но отом потом, ако не оваа година, сигурно следната. Овој интервју го правиме на падините на Водно, место каде што најчесто нели доаѓате за да ја одржите кондицијата. Колку пати неделно доаѓате на Водно и зошто треба сите да ги искористат падините на ова убава планина и да станат дел од нивна секојдневна рутина? Да, па ние имаме една среќна околност, тоа е нашиот град Скопје, во општина Центар, да има планина од 1000 метри. Јас сум го кажал тоа 100 пати на телевизија и во други медиуми дека ја не познам град на планетава Земја кој што во општина Центар има таква планина и греот е да не се искористи оваа убавина. Ја доаѓам еднаш до 2 пати неделно кога имам услови, некој пати 3 пати. Бидејќи блиску сум со работа тука подоле клинички центар, исто така и живеам и во близина во падините на Водно, така да после работа или после завршено работно време, кога имам доволно време, кога се добри временските услови, јас си скачувам на Водно, исклучиво од долу до врв, значи не признавам средно Водно. Тоа е повеќе за рекреативци почетници и ги охрабрувам сите да започнат на тој начин, рекреативци почетници за тие што не одат до средноводни, постепено да се навлечат на ова природна убавина и да посакаат да го искачуваат водно до самиот врв. Зошто е убаво водно? Сепак е тоа една висинска разлика од 750 метри, што не е за подценување. Од прилика овие што ги одиме тури на Хималај или па на други високогорски планини, ретко кога имаме искачување повеќе од 700-800 метри во еден ден. Така да представува и одличен тренинг за телото, но исто така убаво е да се ужива во природа, си направите еден психофизички детокс, ето тоа што во товарило текот на денот, природата да ви даде убава енергија. Благодарам за одвоеното време, за интервјуто, посакувајќи да бидат нови искачени врвови уште многу пати повод за наша средба пред камерите. Благодарам и на вас, па ќе се видиме и ќе споделиме убави информации по иднина. Благодарам.